Значи денешната презентација ќе биде за креирање на последователни диалози и разгранување. Сега не знам кој дел го пропуштивте, може некој од деловите се изгубија во аудио проблемите. Значи јас сум Мартин Петковски, мултидисциплинарен програмер во Камај Медија, така ме водат, така ме најави Горост. Кај што има потреба, таму влегувам јас и тоа се среда. Сега ќе се обидам ова презентација да не биде толку формална, мразам презентации, мразам PowerPoint, ќе видите дека ова презентација не е ни порамнета добро, ништо не е добро склопено во неа, ама поентата ќе биде совршено доловена. И без многу долго влекување ќе влеземе во неа. Значи, како кратко представување за мене, мој код има се разбира во Sonder, тоа е играта што ја развива компанијата во која што работам, Камај Медија. Меѓутоа, сакам да напоменам дека ова презентација нема многу врска со тоа што го работиме во Камај Медија, иако има некои допирни точки. Ова генерално јас што ќе го презентирам, го работев за дипломската, го работам за мастерот и такви работи, некои истражување во таа смисла. И се надевам дека нема биде многу научно и многу тупење, ќе се обидам тоа да го направам интересно за вас. Иако е дел од програмирање што генерално луѓето го сметаат за досадно и кои гледат програмирање го гледат како нешто така не баш интересно и спектакуларно, ама ќе се обидам во оваа презентација да го направам обратното. Исто има и во Hunt Showdown мој код, во Star Stable, Angelic, Black Diamond VR. И го има во nayak.com, тоа е сајтот мој. Ако сакате нешто повеќе да прочитате, можете да одите на nayak.com, има се и таму излистано. И без многу долго лекување, не тупо. Значи, во оваа презентација ќе се одговорат многу прашања, како што е последователност и разгранување во игри. Тоа е многу битна тема, која што буквално сите игри на светот ја имаат, дури како што кажа претходниот предавач дека тоа е нешто што се користи дури во hyper casual, од hyper casual игри кои што се така помали до игри кои што користат супер напредни системи од не знам каков тип таму интергалактички, не е битно. Второто прашање што ќе го одговориме, какви типови на избор има, Pinky Promise нема да тупам. Кај има практична примена, ќе видиме пример во видеоигра, конкретно Cyberpunk, како е тоа имплементирано. Се думав дали Sonder или Cyberpunk, меѓутоа во Sonder тој систем е прилично комплициран, а во Cyberpunk има некои попрости примери што можеме да ги разгледаме во презентација. Ќе разгледаме какви алатки се користат за пишување, значи како можете диалозите да ги пишите, како тие меѓусебно се поврзуваат и така натаму, и ќе видиме сега постојат милиарда начини за да се имплементира тоа, ќе видиме неколку начини кои што се доста популарни и што ги користат и програмерите и дизајнерите. И последното прашање како се имплементира и од дизајнерски и од програмерски аспект. Од дизајнерски значи некој писател како ги пише диалозите, од програмерски аспект како програмерот му поможува на самиот писател да ги напише тие диалози. Сега, што е последователност? Како што кажав и претходно, сите игри имаат некоја форма на последователност. Истото го кажа и претходниот говорник. Последователноста се користи за многу работи, како например може последователност да има во менија, во анимации, во звук, во диалози, во се што можете да замислите, се има некаква последователност, односно како работите треба да се случуваат дури во програмата, не мора во самите игри. Сега кај обичниот софтвер, како што е например PowerPoint, тоа е работа на некој што е user experience дизајнер. Е тоа во гейминг просторот не е работа на UI и UX програмерите, туку е повеќе работа на геймплей програмерите, бидејќи повеќе спаѓа во геймплей аспектот отколку во UI. Сега јас и на претходниот слайд го имам земено како пример Super Mario, меѓутоа и тука го има тој пример. Постојат неколку типови на последователност и сега сите ќе разгледаме кои се аспектите на сите тие типови на последователност. Најпрост пример што можеме да видиме, и верувам дека сите ја имаат играно Super Mario, затоа го зедов тој пример, е
примерот на последователност на нивоата на Супер Марио. Значи Супер Марио влегва преку излегва од замочието и влегва во пужолите. Таа со брачиот ми ги викавме, кои игравме ко мали Супер Марио, поздрав до брачиот ми го гледа. Значи Супер Марио стигнува до овој пужол од цевката и влегува внатре во вториот левел. И са во вториот левел, ако се качи на ова, како се вика, на бршленот нагоре, ќе излези во друг левел, ама ако успее да стигне до крајот на левелот, ќе влезе во некој втор левел. И тоа е всушност градбата на последователноста во ова ниво. Сад тука има уште едно. Значи има повеќе пужоли низ кои што може да влезе, тој цевки, како сака да не речете и. И најосновен начин на кој што можат овие левелите да се поврзат е на ова цевката тука да му се каже кој е следниот левел, односно кај од оваа цевка каде ќе стигне Марио, кај ќе се телепортира Марио. Истото важи и за бршленот и за цевките понатаму, сите некако во себе внатре ја чуваат информацијата што е следно, што треба да се случи следно, на кое место треба Марио да се телепортира. Сега последователност кај диалози, буквално ист принципо како физичката последователност кај левелите на Марио, само што кај диалозите проблемот е што немате нешто физичко како цевката или пужолот на кој што можете да врзите диалогот, туку диалогот некако постои во просторот. Например, ако двајца разговараат, водат некаков диалог, тогаш тој диалог нема некоја физичка презентација во просторот, туку едноставно тие преку комуникацијата ја остваруваат таа последователност. Прво нешто едниот ќе каже, па после нешто друго и таква размена има. Сега, ако гледаме на тој начин, тогаш секоја точка во разговорот можеме да ја рачунаме како еден момент, затоа ја напишам на PowerPoint презентација момент, че тие сите се како една точка во времето, еден момент, и затоа и секој, например, зелено пужолче во Супер Марио можеме да го гледаме како еден момент во времето. И сега што ќе се случи кога ти ќе ја донесиш одлуката, например, дали ја влезеш во зеленото пужолче или не, е уствари таа последователност, тоа што ќе го дискутираме понатаму. Се стигнуваме до темата на типови на избор. Сега ова нема некоја формална дефиниција што имам јас од некоја книга земено, ова е чисто од моето истражување земено. Значи можеш да имаш експлицитен и имплицитен избор, сега што значи тоа? Значи кај експлицитниот избор, например, имаш три диалози, водиш кај некој non-player карактер, некој што во некоја игра што се ја некој ќоше и така ти изгледа чудно, сакаш да му зборниш. И кога ќе му зборниш него, ти излегват три диалози. И од тие трите диалози можеш да избереш еден, само и продолжува дискусијата во однос на твојот избор. Исто така експлицитен избор е, не знам, имаш две врати, например како Стенли Парабол што е, ти вика помини низ десната, ама ти не го слушаш него, поминуваш низ левата. Или обратно, не знам како е. Не е битно. Исто можеш да избереш редослед на левели. Например, ова поретко се користи во модерно време, поќе се користеше порано. Например, не знам некој од вас има играно Jack and Dexter. Многу интересен пример е Jack and Dexter за ова, бидејќи има како влегуваш во една соба во која што ти дава да избереш помеѓу 5 левели. Кој од 5 левели сакаш прв да го играш, ти одиш кај вториот левел и го играш вториот левел како прв. Сега исто така експлицитен избор би било ако се најдеш во некоја ситуација да го отепаш босот и ти дава опција дали сакаш да го отепаш со пушка или да го прегрзиш со кола или било како. Значи експлицитните избори се генерално избори за кои што ти свесна акција превземаш за да го донесиш изборот. Сега покрај експлицитните избори има и имплицитни избори. Кај имплицитните, например, за одредено време мора да влезеш низ некоја врата за да почне мисијата. Например, имаш 10 минути за да поминиш низ таа вратата. Ако во тие 10 минути не поминиш низ вратата, тогаш таа мисија не ти е повеќе достапна и тоа е еден пример за имплицитен избор. Значи не правиш ти свесна акција за да влезеш низ вратата, туку едноставно одбираш, твојот избор е да не го направиш нештото. Значи ова е обратно од експлицитниот избор. Исто така примери за имплицитен се во некој диалог со некој одлучуваш да игнорираш се докај не ти стече времето. Вакви примери има во многу игри.
Ако не ја донесиш одлуката доволно брзо, тогаш не знам, нешто друго ќе се случи од тоа што ако донесиш одлука му зборниш, пример. Или одбираш воопшто не интерактираш со тоа NPC. Например, ти седи NPC-то на ќошо негде. NPC е non-player character, инаку за тие што не знаат. Тоа е карактер што не е контролиран од човек. Одбираш да не интерактираш со него воопшто. Значи, одиш по улица и го разминуваш него и пак носиш ти избор да не интерактираш со него, само да изборот е некако негативен. И затоа оваа категорија е поќе врзана со тајмери и со изборот не наместо со изборот да. И затоа вака одлучив јас да ги поделам во две категории, бидејќи малце на поразличен начин се имплементираат овие типови на избор. Еден тип на избор е ова. Дали е експлицитен и имплицитен. Изборот е експлицитен, бидејќи Али Ахмети во случајот одбира да прицни А за 5 дугмето и да уништи централата Чернобил. Меѓутоа, ќе беше имплицитен изборот, ако, пошто знаеме, во централата таму се креаваше притисокот и мораше брзо да се донесе одлуката, значи пак тој избор е врзан со некакво време, и затоа, ако Али Ахмети одбереше да не го прицни дугмето, тоа што негов избор ќе беше имплицитен, односно како пасивен, немаше превземи акција за да го направи изборот. Сега имаме студија на случај, го избрав Cyberpunk 2077 заради насловот на видеото, кое што е The Depth of Conversation Choices in Cyberpunk 2077. Бидејќи многу од луѓето се жалеа дека нема многу длабина во изборите во Cyberpunk и бидејќи едноставно конструирано тоа, мисля дека добар пример е за да се види како ова може да се имплементира понатаму. Значи сега ќе го изгледаме едно кратко видео, мислам дека околу 2-3 минути трај, и после ќе направиме анализа на видеото и од дизајнерски и од програмерски аспект. Сега малце ќе го скролнам, јас мислам дека беше тука, да. Една секунда. Од тука почнем. Само да знаеш дека немаш глас на видеото. Аха. Па што не си го шернал екранот со аудио. Треба да го шернам само... Не, кога ќе направиш шер на екранот, има едно доле што треба да го штеклираш share with audio. Значи затвори го сега. Ајде пак. Добро. Share screen. Има едно доле, го гледаш? Има mute website notifications while sharing. Не. Треба само window да шерна. За да има звук. На share скринот има доле еден чекбокс што се вика share system audio. Ај вака. Не го штеклираш. Пробај пак, затвори го. Кога кликнеш share, отиди share screen и најдоле го гледаш што најдоле share system audio. Мене ми пише use Chrome if you'd like to share audio with your screen. Добро. Добро, тогаш не е толку битно аудиото. Добро, окей, извини, стај го да. Има subtitles, добро, пратете окей, ги subtitles и пратете ги изборите, тоа е битно во видеото. Ќе шернам сега пак. Ајде. Што браузер користиш? Firefox. Како Ја вистински користам мажи. Ту да ме се не. Ајде. Ајде ќе пуштам уште еднаш за да пратиме точно што е. Нема спойлери, не се секирајте.
Еве сега вториот. Ако приметите, истите избори ги имаше тука. Само сега го одбра третиот, наместо првиот. Значи стигнавме до истата точка. И третиот пат стигнавме до истата точка. И сега видовме како разговорот се разгнал. Значи првиот пат кога се правил? Првиот пат кога го одбра првиот избор, тогаш Џуди изреагира малце така агресивно, му рече ој најди си ја самата на масата, тоа како се вика, нештото за најди кај. Вториот пат малце така имаше некој подолг разговор, се движеа низ сцената, па се врати таа се седна на позицијата, на крајот стигнавме до истата точка. И третиот пат, пошто го одбра да кул верзијата на разговорот, одма му покаже кај е тој шардот, за да ја најди Евелин кај се наоѓа. Са постојат многу начини на кои што може ваков некој диалог да се имплементира. И во наредниот сегмент ќе разгледаме неколку начини, неколку можности на кои што можете да имплементирате ваков некој диалог во самата игра. Са првиот програмерски инстинкт што ќе го добиете при имплементирање на вакво нешто е се да клаите во еден if else, тоа е најосновната работа која што можете да направите, и тој if else ќе биде на секој фрейм, ќе правева дали сум сега стигнат на оваа локација или не сум стигнат на оваа локација. И еве имам примери тука дадено, например ако вие одбери да речи looking for Evelyn на почетокот, тогаш Џуди ќе одговори why so you can make и така натаму. Ако ви одбери да речи just need to know who hired her, тогаш Џуди ќе одговори that's it. Са ова за комплексни, мислам очигледно е дека за комплексни диалози ќе дојдат многу ако тогаш услови кои што треба да се испрограмираат. И затоа за комплексни диалози кога ќе се замрси многу и тоа многу брзо ќе се замрси, бидејќи ако одите например две интеракции меѓусебни во диалогот длабоко, тогаш веќе треба два if else да бидат вгнездени еден под друг и тоа станува многу комплицирано. И исто уште еден проблем е што диалозите не можат да се користат повторно. Тоа значи дека кога што стигнавме на крајот до некоја точка која што е заедничка за сите три диалози, тоа нема може во if else, бидејќи if else-от само го прават разгранувањето на моменталниот начин на кој што се води диалогот, а не на сите можни начини. И тоа е проблематично. Генерално овој метод никој не го користи за нешто посериозно, ова може за некои
мали проекти или нешто едноставно, некои студентски проекти, такви а, 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 во такви како се вика проекти да се користи. Сега, вториот програмирски инстинкт е користење на графови за представување на секвенциите на диалози. И ова е модерниот начин за да се прават, за да се создаваат диалозите и многу Unreal Engine, например, многу го форсира овој начин на креирање, бидејќи многу лесно е за програмерите да направат такви графови кои што го водат диалогот нанапред. Сега, овој метод ќе го реши проблемот на реискористување на диалозите во различни контексти, бидејќи тие стрелчињата за поврзување на диалозите можат да водат кон диалози кои што се како темплейтирани, да речем. Меѓутоа, ова не го решава на проблемот на комплексност при изработка, заради тоа што графовите изгледаат како на сликата десно, кои ќе се представат во Unreal Engine. А бидејќи тргнавме ние како човештво од оваа точка, од поврзување на компјутерите со жици, сега стигнавме повторно да ги поврзуваме со жици. И затоа јас лично, мислам, ова субјективно мислење, мене лично не ми се допаѓа методот на така наречено визуелно програмирање, односно програмирање преку такви некои визуелни графови. И повеќе го преферирам традиционалниот метод. Значи, според мен идеалниот пристап е reject modernity, embrace tradition, односно отфрлете и визуелните графови, користете текст, пошто текстот е поедноставен за абстрахирање, така да го наречем. Сега, една од методите кои што можат да се користат е методата со машини на состојби. И претходниот говорник малце начина нешто до. Сега јас ќе ви објаснам подетално што значи тие машини на состојби. Значи, машините на состојби ги наоѓаме сегде околу нас и се користат буквално за се што можете да замислите. Најпрост пример, кој што го имам тука визуелно дадено, е примерот со сијалица. Значи, постои сијалица, која што може да биде, таа сијалица има две состојби, состојбата сијалица да биде вклучена и состојбата сијалица да биде исклучена. И сега таа се вклучува или се исклучува со клик на копче. Сега ова прилично просто изгледа. Меѓутоа, проблемот настанува кога ние сакаме на ова не е машина како машина за перење алиште или машина за садови, пример, туку ова е абстрактна машина која што ги контролира состојбите на сијалицата. Сега, клик на копче е релативно едноставен концепт, значи треба само кликнете копчето и сијалицата ќе се вклучи. Меѓутоа, тука има и различни променливи, например, дали доаѓа струја во сијалицата, дали е дење или е ноќе, например, и оттаму извира комплексноста при конструирањето на самите машини на состојба, односно при конструирањето на самите диалози. Бидејќи во самиот диалог некогаш вие би сакале, покрај тоа што сакате да стигнете од една точка во диалогот до друга точка на диалогот, како што беше случајот со Кај Евелин, што ти е гајле тебе Кај Евелин, може би ќе сакате да вклучите и некоја емотивна променлива, како например дали е Џуди изнервирана, дали е Џуди не знам тажна или е уморна, ќе сакате тоа да го вклучите во самиот диалог и кога тие променливи ќе се вмешаат во целото конструирање на диалогот, тој станува многу комплексен и едноставно многу е тешко тоа да се представи визуелно и преку вакви графови, бидејќи тука наместо клик на копче треба да излистате 10 такви како се вика услови кои што треба да се исполнат за да продолжи тој диалог. И затоа поидеален пристап според мене, според моето искуство е да се користи текст за да се опишат овие наместо тој визуелно да се представи. Сега како подкрепа на ова што претходно го зборував, постојат насоки на создавање на овие машини на состојба.
и традиционалниот начин на создавање нанапред. Например, имаме еден разговор, ќе земам пак примерот со Евелин, каде е Евелин? И поврзвате три можни опции. Едната опција е земи го шардот на масата, другата опција што те интересира и така натаму. И уствари градењето на диалогот тргнува од една точка, прашањето кај е Евелин, и се разгранува понатаму во други точки на диалогот. И тоа е традиционалниот, да речем, начинот нанапред. Сега постои друг начин, што јас го предлагам, тоа е начинот на креирање на овие состојби преку со слободен стил. И за ова мора да се користи скрипт, бидејќи визуелно ќе изгледа вака и ќе биде многу комплексно и тешко за разбирање. Сега во слободниот стил некако обратно е дефинирањето на овие состојби. Значи тргнуваме од каде е Евелин, например, и прашањето е што се условите што ќе доведат до оваа ситуација, до тоа прашање, каде е Евелин. Кога ќе се дефинираат тие состојби, не мора ние воопшто да се грижиме како да стигнеме до таа точка во диалогот, туку самите услови кажуваат дека тој разговор може да се деси во моментот. Значи, сите услови претходни за да се случи разговорот треба да бидат исполнети за тој разговор да може да се случи. Сега постојат многу алатки на интернет што може да ги користите за да напишете некоја приказна или некој прототип или некој диалог и ќе разгледаме дел од нив. Значи една е Twine, друга е Ink и на крајот е алатка што јас ја развивам за потребите на дипломски мастери таму. И сите три користат различни методи за да го постигнат тоа што досега го дискутиравме. Значи, Twine изгледа вака. Буквално е како замислете ги сите овие текстуални како се вика, објекти како посебни фајлови и секој файл е некако поврзан преку овие гранките до друг файл. И од секој файл може например, од овој може на три начини само се стигне до овде, од овде до може се разгранува на два, па од таму други. Значи, гледате дека структурата е пак некако како визуелен граф и мора да ги поврзувате, како што кажавме претходно, нанапред диалозите. Значи, не можете да дефинирате што е потребно за овој диалог да се случи, туку мора да имате претходно дефинирани диалози кои што следствено се поврзуваат со другите диалози. И мислам многу брзо, многу комплексно станува, освен ако не правите некоја проста приказна. Сега Ink, значи Ink нема некој софтвер за едитирање, туку е поќе како текстуален стандард на кој што може да пишете вакви приказни кои што се разгрануваат и користите некои специјални символи што тешки се за дешифрирање што значат. И ова генерално мора технички човек да ги разбери и да научи како треба да го користи, затоа не е баш многу погодно. Меѓутоа, овозможува делумно на двата методи и нанапред и во слободен стил креирање на приказни, меѓутоа е многу тешко за разбирање. И затоа јас одлучив за да креирам една моја алатка, што се вика Non-Linear System Tools, или скратено NST, што ќе разгледаме сега понатаму за создавање на вакви разгранувачки приказни во слободен стил, така да ги наречем. Сега, толку од презентацијата, одиме на нешто практично. Че јас си изедел за слобода, за целосниот диалог што го гледавме во Cyberpunk, да го направам во еден таков граф. Значи, почнеме од You just don't give up, do you? Па има три избори, значи изборите ги бележам со портокалово квадратче со вакви две црти странично, додека пак самите диалози се во празно бело квадратче. И сега имам цела приказна тука, цел диалог од видеото за Cyberpunk го имам внесено. И како што можете да видите, не е нешто многу сложен, нема некои многу разгранувања. Че го стигнете од точката Better start looking, then good luck. И го стигнете од точката Why so you can make your own scapegoat for your train wreck or heist.
тоаш води до истиот избор Sounds to me like you two talked, ама друго некое посебно разгранување нема и на крајот сите диалози што ги видовме во видеото водат кон pick up, односно да го земи шардот од масата. Сад ќе нема цело да го правиме во NST, го имам јас веќе направено, значи вака изгледа, ама ќе се обидиме барем дел од овие за да ви објаснам како функционира самиот метод постапка на правење на некој ваков диалог. Значи ќе почнеме од тука заради тоа што има многу избори кои што можат од тука да се донесат. И тоа е интересно да видиме како се прават самите избори. Сега пошто јас го правев овој алат и на македонски и ќе го користиме на македонски. Значи креирав нова датотека. Сега, како што кажав претходно, основната компонента на секоја приказна е состојбата. Сите приказни имат една состојба во која што се наоѓаат моментално. И таа состојба е всушност диалогот кој што се одвива во тој момент. Значи, за да се креира, да ги исклучам, значи првиот вака ќе изгледа кога ќе вклучите програмата прв пат, ќе се оди прозорец, има уредувач на состојби и прелистувач на состојби. Уредувачот на состојби ни овозможува да ги едитираме, прелистувачот само да видиме кои состојби постојат. Сега ќе го отворам прелистувачот на состојби и за креирана состојба само создај нова состојба. Само едната состојба уреди ќе му речем. И ни го отвора уредувачот на состојби. Сега секоја состојба многу прост е начинот на креирање на вакви состојби. Значи мора да му дајме име на состојбата. Во случајот сега ако видам тука, името треба да биде нешто што вие го користите за да се потсетите кој момент од диалогот е во контекстот, да речем. И затоа најчесто најубаво да се користи нешто што го има во самиот диалог. Например, јас ќе речам scapegoat зборот е клучен тука, затоа ќе крстам состојбата scapegoat. Сега ситуацијата е всушност реченицата што изговара карактерот, она што го гледате. Ќе го копирам овој диалог. Ќе уредам ситуацијата со Notepad, значи десен клик на неа уреди со Notepad. Тука го внесувам диалогот и на Ctrl S се зачува ситуацијата и се ажурира ситуацијата со диалогот што го има. Сега веќе имаме една состојба. За да ја тестираме состојбата, треба само да го отвориме прозорецот читај уредувачот, што е уствари како начин за да проверите што сте направиле во приказната. И сега треба само да ја ресетирам приказната, да ја ажурирам состојбата. Ќе се ажурира и името и ситуацијата и веќе во читај уредувачот го имаме моменталниот диалог. Сега за да создаеме, гледаме дека тука од овој диалог има повеќе избори. Едното е Sounds to me like you two talked. Второто е Not your concern и третото е Just need to know who hired her. Значи најлесен начин е, има покомплицирани начини, ама најлесен начин е кликнете на создај избор. Тоа ќе се создаде уште една состојба која е поврзана со претходната состојба, од која што можете да извлечите избор. Сега името на ова ќе биде, да речеме, пошто ќе одиме тука, seem to know how the heist went. Нешто што е клучно за тој диалог, heist went, пример, или how heist went, така нека виси. Во Notepad внесуваме диалогот, save, се ажурира ситуацијата. Сега, иако се овие двете поврзани, и кога ја манемо ажурирање, ништо не се појавува тука како избор. За да се појави како избор, мораме да додајме изјава на диалог. Тоа е кој диалог води до следната, до
оваа ситуација. Во случајот тој ќе види sounds to me like you two talked. Значи преку scapegoat треба да речи sounds to me like you two talked за да стигне до таму. И ако кликнам на ажурирај и го ресетирам системот, тука излева како опција sounds to me like you two talked. И ако кликнам на ова копче, не носи до наредната состојба, што е следниот диалог. Сега на F5 исто така се ресетира, тоа ќе е корисно, пошто е полесно. Сега овие изјавите на диалог постојат заради тоа што може да се случи од тука, ако сакате да стигнете тука во диалогот, и ако сакате од тука пак да стигнете тука во диалогот, да треба различно нешто да биде кажано. И затоа затоа може да наместите за било која состојба каков диалог води до наредната состојба. Сега ќе додам уште неколку избори на scapegoat, кога само да демонстрирам како функционира. Значи ова ќе види, да речеме, not your concern. Така беше? Да. Ќе го ископирам диалогот. И во изјава на диалог преку scapegoat до тука треба да се стигне со not your concern. Ако го ажурирам ова и ако го ресетирам системот, се појавува уште еден избор, што се вика not your concern. И ќе додајме уште еден. Just need to know who hired her. Значи може од scapegoat создај избор. Како беше? Who hired her, пример. Ситуацијата пак се едитира со Notepad. Тоа е тоа што ќе види изговорено. И ова е диалогот кој што води до таа ситуација. На ист начин се прави. Ажурирај и еве го третиот избор. Сега ако може тука да приметите, има како додатна потреба, да речем, дека потребно е да има 5 cool карактерот за да може да го донеси овој избор. Сега NST нуди можности тоа да се специфицира. Значи за тоа има специјални својства, се викат тие. И се едитираат во уредувачот на својства. Значи можеме на карактерот да му додајме некое својство. Името на својството ќе го викаме cool. Ќе има вредност 0, почетна вредност 5. Минимална максимална вредност, рандомизирање. Ова ништо не ни треба, нема да досадвам со нив. Ажурирај и веќе својството е апдейтирано и сега има вредност 0, меѓутоа ако го ресетирам системот уште еднаш, вредноста ќе види сега 5. Моменталната вредност. Значи карактерот има cool 5. Сега за да го внесиме тоа во условите за да може оваа ситуација да се случи, треба да го активираме на предниот уредувач. Во поставки има напреден, само не е преведено на македонски, треба и преведено. И ни се отварат многу повеќе опции кои што може да ги имаме за ова својство. Кој што кажав претходно, значи со скрипт е многу полесно отколку мислам визуелно е поубаво за да може да го видите, да направите ментална мапа на самата приказна, ама е многу потешко за уредување, бидејќи како што ќе видиме сега, многу брзо, многу комплексни стануваат условите. Значи тука може да речеме се случува scapegoat и вредноста на cool, значи имаме својство cool е повеќе од 4.99, односно мора да е 5, за да може 5 или повеќе за да може ова да биде достапно.
Сега ти го ажурирам. Мисля дека Hard беше. Да. Ти го ажурирам. Ти го ресетирам. Сега бидејќи е повеќе од 5 cool, го имаме тоа како опција. Ама ако направам почетната вредност да види 4, го ажурирам, го ресетирам, таа опција веќе не е достапна, бидејќи coolnessот на карактерот не е над 5. И сега ова може бесконечно комплексно да стане. Има различни токени кои што можат да се користат за да се провери самата состојба или да се провери некое својство. Има, например, може да проверите или, и, не, дали си има случајно, дали може да се случи, дали некогаш можело да се случи, дали се случува во моментот, дали е повеќе, дали е помалце и така натаму. Значи, ваквиот начин на конструирање како во слободен стил на самите својства овозможуваат тие премини од една состојба во друга состојба да имаат бесконечна комплексност. Може да дадете тука емоција на карактерот, дали бил уморен, бесен, не знам каков, и од тоа да си играите диалозите на таков еден комплексен начин, да го наречем. Сега нема многу да тупам, нема да навлегвам во детали, има еден куп тука работи, имате алатки за анализа, има алатки што цртат граф, са овој графот не е многу точен, бидејќи не може да се представат овие комплексните изрази преку граф, ама е некаква алатка за да ви поможи да ја создадете таа ментална мапа. Можете да барате патови од еден диалог до друг диалог, кој е патот, кој е најмалиот пат, најкраткиот пат за да се стигне од еден диалог до друг диалог, или ова алатка всушност ви ги листа сите патишта кои што можат од еден диалог да стигнат до друг диалог. Сега немам толку комплексен, не е развиен толку комплексен диалогот тука за да можам да ви покажам нешто како ова функционира сето. Меѓутоа сите овие алатки постојат како помош на тие што го градат системот, тоест приказната со диалозите. Тоа е тоа од прилика. Сагав уште да ви кажам. Ќе отвориме сајтот. Вака, јас уствари овој диалог комплетно го имам имплементирано. Што за малце ги заборев дека го имам. Тоа може да се направи го вчитај Cyberpunk Example. Отфрли ги промените. Че тука го имам комплетниот имплементирано. Вика Judy, you just don't give up, do you? Looking for Evelyn, continue и така натаму. Комплетниот диалог што го имате на видеото имплементиран е тука. Сад нема многу дополнително тупам со ова, ќе одиме на сајтот. Значи NST. Инаку ова алатка е достапна на Steam, ама не ја одржавам многу често. Значи по време има само апдејти. Генерално ја работев за дипломската, сега и за мастерот. И така, како хоби не е нешто професионално. Меѓутоа имам направено и API. Преку API-то може да се интегрира во било кој game engine, да се користи како алатка за создавање приказни или не мора за приказни, за било што е машина состојба, за кој што треба машина состојба се користи за да се имплементира. Значи има некој API и имаме еден обид направено за да ја направам алатката како плагин на Unreal Engine и тоа ќе демонстрирам преку демото што го имаат од Epic Games слободно дадено. Сега ова сцената моја, сетите не се мои, се разбира. Ќе пуштам. Сега треба да се најавиш на компјутер, ова за друга работа го правам, чисто како за демонстрација дека работи. Значи нема врска Cyberpunk со Matrix, да се разбере. Ама гледаме дека диалогот што го имавме во самиот едитор на диалози од NST, го има и во Unreal Engine и може со избор на 0, например, да се игра. Да се траверсира, не знам како се вели на македонски. Continue. Сега не знам како одеше диалогот, некои гранки од диалогот немаат крај и затоа морав да рестартирам.
ама битно ако ги одбериш точните гранки кај што сакаш да одиш, си течи диалог. И само битно е што не мора да биде имплементирано како текст, туку може самите состојби не мора да бидат текстуални состојби, туку можат да бидат и состојби како на пример дали карактерот се наоѓа во некоја соба или физички некако нешто има преместено во самата игра. Само овој пример е текст, бидејќи со текст е најлесно да се работи, текстот може многу лесно да се прикажи, меѓутоа самиот концепт овозможува и на друг начин да се интерактира со самата машина на состојби. Сад тоа е тоа од прилика што го имав јас за ова гостување во вашата емисија, не знам што. Така што ме се слушаш, Гораст. Сега се слушам. Сега се слушаш. Нема бе, тоа е, нема. Фала ти Ептен за ова, јас се загледав, се сеќавам дека на времето кога ми кажавте дека мислам дека ти се уште не беше тогаш во Камај влезен, се сеќавам дека има изработено свој тул за диалозите и ми изгледаше така чудно и така страно и тешко за накрај да сватам дека кога ти треба за custom made работи in-house, све мораш да дизајнираш по твоите потреби. Апсолутно. И тој тул се вика Alato и е 100 пати покомплексен од овој мојот тул. Пошто овој мојот тул јас као демо верзија го имам правено колку за лични потреби, не е за. Али пак знаеш кога правиш нешто конкретно у принцип за некој елемент, го правиш да можеш да го искористиш како што тебе. Па после тоа ако преиде во некоја комерцијална потреба, тоа е дополнително. Тоше Пљаков прашува дали веруваш дека светот на последователни диалози се смени по успехот на Witcher 3? Како е ефектот на диалог врз светот и како секој карактер има своји намери, интереси и верувања? Не знам баш дали The Witcher 3 го смени светот на последователни диалози, ама дефинитивно има некакво придвижување. И тоа се гледа во многу AAA игри, како на пример и Cyberpunk и сега играм и Red Dead Redemption 2. Гледам дека некако диалозите имат прават повеќе смисла изборите што ги носиш во диалозите со карактерите во игрите, отколку што претходно правеле во некои игри, на пример 2010 или порано. Така што мислам дека напредокот на латките што ги користат студијата многу му овозможува да ги прават овие диалози покомплексни. И мислам дека си имат некои системи развиено кои што самото креирање го прават полесно, бидејќи самото креирање е тоа што го држи назад, како се вика, да не може да се направат толку комплексни диалози со смисла, со намери, интереси, верувања кои што викаш. Значи тоа мислам дека се прави напредок во таа насока сигурно. Прво прашање, кои 3 RPG игри ти би ги препорачал за хардкор геймери? RPG. Не знам, не јас, например, многу чудни игри. Например, ако сакаш да пробаш нешто ептен фриндж шо е, пробај Strife. Таа е крај на 90-тите игра. И јас сум импресиониран од тоа како тогаш тие го имат направено и развиено тој цел RPG систем. Таа е нешто како Doom. Така изгледа, таков вајб има. Ама со многу RPG елементи, не пукаш во се што се движи, туку интерактираш со околината и би ја препорачал таа. 3, не знам 3. Добре, така е муабетот, па ти ако нема 3, нема 3. Ти не се фаќи Cyberpunk многу јака ми е мене. И јас добро се поменав со Cyberpunk Ептен, дури ја играв на 4-ка конзола Pro и не ми пречеше ништо тоа.
Значи единствени работи кои што ми преча не беа тие што ги зборат на свет и што беше устари целиот проблем околу незе гличови и такви работи. Да, Второ праше? Ич гличење начекав во Cyberpunk, не Не, знам ја зашто и се тие што жалеа ги тоа. начекав не ми смета, мене ми сметаше други некои работи кои што ти ги направи во твоето гостинско интервју, односно гостинско ревју на ГГМК. Кажи ми, те прашуваат која е состојбата на Сондер во моментов? Дали се работи на неа уште и идни планови, дали можеш да ни кажеш нешто? Се работи, ама така, повремено, не активно, да речем. Ама има многу потенцијал. Тој алато што го правиме за разгранување диалози е многу напреднат и сега и визуелно поубаво изгледа, не изгледа толку шокантно како Гораст, кога го има видено сигурно. Така што само го чекаме погодниот момент за да можеме поактивно да работиме. Драж прашува која апликација е ова, мислам дека не знам точно за која апликација прашува, ако прашува за твојата апликација, апликацијата можеш да ја најдеш, линк до апликацијата имаш на najak.com, така беше? Сајтот .com беше, да? А апликацијата се викаше NST, така беше? Да, Non-Linear System Tools, така се. NLT. NST, да. Многу научно име има, пошто за такви потреби. Така е. Ја имате и на Steam, ја имате и на сајтот. Дали Солавка може да се направи следно, поради избрана состојба од интеракција со NPC-а, а да се јави како услов за постојање на нова состојба при диалог со NPC Б. Апсолутно. За тоа постои алатка во основа. Значи може било кое дејство што го имаш ти како играч, како читател направено претходно, да влијае на било што во иднина на било каков начин. Например, секоја состојба може да ги модификува тие својствата на некаков начин, дали да додава вредност, дали да одзема вредност или било што. Значи кога се активира состојбата, кога стане таа моментално активна, диалогот кога ќе почне, може да ги модификува тие својства и преку својствата да даде резултат. Да оди на следниот некаков ефект во понатамошниот тек. Значи се е апсолутно возможно. На Драч уште да одговориме за предлог за друг тул за изработка на текстуални игри, дали имаш некој? Па тоа Twine и Inks се тие се двете најпопуларните. Ама мислам за нешто ептен комплексно или за нешто ептен кастом тие се алато. Само алато. Добро, Мартин, фала ти многу на твоето гостување. Јас се чекај, секогаш ви по некој крајно прашање. Вака, бидејќи Мартин е фрик, кога станува збор за програмирање и за развивање на игри воопшто, колку често сретнуваш вакви фрикови и како дечкиве што не слушаат да дојдат до тоа ниво на фрикови? Така да кажем, Мартин тоа го прави, он дише за ова, живее за ова, не искаче од дома за ова, во Америка реши да не оди еднаш за ова. Тоа не е комплимент, ама ајде. Значи има деца кои што би сакале да знаат како, нели така, да навлезат толку пасионирано во нештата. Па во Битола има доста луѓе, ама никој не останува во Битола. Значи тоа е катастрофа од епски пропорции, белата чума да ја наречам така. Пошто сите што нешто знаат да прават, немат надеж дека нешто ќе направиме, ќе смениме тука во Битола и заминуваат надвор. И тоа е ептен, како да речем, не тепа нас младите тука, да. Мислам, мене лично не, пошто јас дома седам само ништо друго не правам надвор. Ама некој што е така посоцијален од мене што... Тоа не е за препорека на децата, што не слушаат ни на постарите. Но главном, твојата пасија кон игрите е импресивна. Кон креирањето на игрите, така да кажам. Од стално ми била и ќе продолжи така.